Почитувани, СДС и Заев на Кавадарчани им го нудат истиот кандидат за градоначалник од 2013 година, Бетијан Китев, кој веќе еднаш беше поразен и за кого се виде што мислат кавадарчани. Владата на СДС и Заев немаат ништо направено за кавадарци и кавадарчани. Кавадарци е земјоделски град. Кавадарчани видео дека Зоран Заев е човек кој од опозиција ветуваше подобри услови за земјоделците, субвенции, а сега од позиција на премиер јавно кажува дека нема да има субвенции за оние земјоделци кои немаат остварено поголемо производство од претходната година. Ова е голем удар за земјоделците. Ова е голем удар за регионите како нашиот, каде цели фамилии екзистираат од земјоделие. Ова значи дека оние земјоделци кои мако отрпно работат во текот на целата година и нивниот род биде уништен или намален од временска непогода, истите нема да можат да прикажат раст на производството и со тоа нема да можат да добијат субвенции. СДС со самото доаѓање на власт покажа колку им се значајни земјоделците и земјоделските региони како нашиот. Тие скратија 387 милиони денари од буџетот за земјоделие, пари наменети за раст и развој на земјоделието. Кавадарчани до сега од СДС видоа само кратење и блокирање на проекти. Почитувани, владата на ВМРО-ДПМН потпиша договор за инвестиција вредна 35 милиони евра во Кавадарци. Дрекселмајер е фабрика во која се произведуваат кабелски инсталации за новата серија на Мерцедес С класа и која има вработено 5800 лица. Наспроти ова, владата на СДС отвори војна против странските инвеститори. Тоа ја доведува во прашање инвестицијата, која значи живот за многу семејства во Кавадарци и околината. СДС и Заев немаат ниту еден реален проект кој може да го понудат на кавадарци за подобрување на квалитетот и стандардот на кавадарчани. Бетијан Китев на локалните избори во 2013 година не ја доби довербата од кавадарчани. И кавадарчани на локалните избори на 15 октомври нема да му ја дадат довербата на Бетијан Китев. Благодарам.